продолжуваме со предлог законот за минимална плата. Она што вчера го разговаравме, а денес продолжуваме е само едно предлог законско решение да им се помогне на онаа категорија во Република Македонија која што прима минимална плата и износот на таа минимална плата да ја направиме барем за малку поголема, за да можат работниците, посебно за оние 65-50, колку и да се, кои што вчера беа лицитирани како работници кои што примаат минимална плата, да можат да живеат поубаво во Република Македонија. Сигурно дека и овој износ кој што ние го предлагаме од 9100, може би не се доволни средства за да може да се покријат сите оние трошоци кои што им престојат и им се на работниците кои што примаат таква плата, туку со еден гест да покажеме дека во Република Македонија, посебно ние како законодавен дом, сакаме и се грижиме и за оние кои што примаат најминимални плати. Она што го предлагаме од 9100 денари, сигурно не е случајно, сигурно не е некој износ кој што паднал од небо. Јас ќе ви кажам дека со самата бруто плата, која што беше предложена и изгласана и донесена како законско решение, треба да сватиме дека во Република Македонија тие 6500 колку и да се примаа, и кога ги примаа како таква плата работниците, тогаш има и по 2300 денари, некој и повеќе хранарина, примаа и по 900 динари патни трошоци сите работници. Ајде сега соберете ги сите тие износи, ќе дојде не дека е 900, туку 9200, па не и помалку од тоа. Кажавме само да на работниците им излеземе во пресред она што го добивале до предодредено време, да можат и понатаму реално да ги имаат сите тие средства. Она што го направија работодавците со бруто платата, каде што овие 2300 не да им ги зголемија платите, туку ги снема од пресметките на платата, ги снема работничките мензи, а ние ќе се фалиме дека во Република Македонија отвараме социјални мензи. Бидете сигурни дека за овие 65.000 работници за кои што разговараме и за кои што сакаме да го донесеме ова законско решение, најповеќе се од женскиот пол, на кој што и денеска празникот им е, со еден гест на гласање сигурно ќе им помогнеме на таа категорија на луѓе, барем дека некој мисли за таа категорија и дека овој износ државата, односно работодавците, може да го обезбедат. Она што беше кажано дека не сме мислеле на работодавците, дека ќе почнат да бркаат работници, дека ќе има откази кај работниците. Тука предлагаме да државата додека дојде до оној износ во првите 3 години да им се плаќа по 2000 динари. Она што значи зголемени придонеси и даноци на оваа минимална плата. Овој износ кој што го предлагаме, сигурно дека државата преку придонесите кои што ќе бидат доплаќани и ќе го враќа на некој начин. Она што вчера беше кажано, дали со некого имаме договор за оваа минимална плата. Договор имаме само со работниците, тие се тие кои што бараат поголема минимална плата, знаејќи дека синдикатот е од владата, знаејќи дека владата не ја интересира ваква работа. Иако имаме за секакви разни работи кои што се случуваат во Република Македонија, ако од данокот што го плаќаат овие работници некој наоѓа да шета дури до Индија, замислувајќи се дека се од типот на патиштата кои ги шетал Александар Македонски. Ама едно треба да не е јасно, тогаш војсководците се враќале со големи пленови кои што ги носеле во Република Македонија. За жал, ние имаме само трошење на пари и никакво добро не гледа ниту народот, ниту државата од овие
екскурзии на нашата влада. И сега за оној износ кој што бараме во првите години додека се стабилизира стопанството, да им се помогне на овие најзагрозени гранки во Република Македонија, гледајќи дека државата на економијата ама воопшто не помага. Гледајќи дека наместо да отвораме една фабрика, ќе отвориме од 100 луѓе, затвораме цели комбинати со илјадници луѓе. Како пратеници треба да се замислиме што тоа и се случува на Република Македонија. Ние сме единствената, можеби на Балканот, земја која што најповеќе можеме да вложуваме во аграрот и во земјоделието. Она што ни се случува последно време, гледаме дека во Република Македонија, наместо да имаме развој на земјоделието, ние имаме прегрупирање на она што се вика владетели со земјата, владетели на она што се вика храна за населението, за да утре заутре кога ќе дојде ред, ќе бараме сите книшка да земеме само да дојдеме до парче леп. Зарем не гледате она што се прави со уништувањето на комбинатите? Проверете само кои луѓе стојат позади купувањето на тие комбинати. Проверете кај сите комбинати која банка давала кредити кај тие комбинати. Проверете кој го уништи и како го уништија Ака Џумаилија. Проверете како го уништуваат Жито Вардар. Проверете кои се тие луѓе кои што преку ноќ ги купија акциите во ЗК Пелагонија. И ние сега да зборуваме за луѓе на кои што ми е потребно да им помогнеме, на луѓе кои што им треба екзистенција во Република Македонија. И сега да кажуваме дека од кај ни текна овие износи. Зошто забораваме како сме се однесувале порано, како се однесуваме сега? Сега сме пратеници, сега е моментот, сега во Република Македонија владее најголема сиромаштија, сега во Република Македонија е потребно да изнајдеме сили, да изнајде и владата средства, бидејќи за се има и на овие луѓе да им помогнем. Затоа, почитувани колеги, ако мислиме дека со минималната плата ќе се надмудруваме овде кој повеќе мисли за работниците, кој повеќе ќе добие политички поени, политичките поени нека бидат ваши. Ама дајте да им помогнеме на луѓето, дајте да им помогнеме преку владата економски да може да се развиваат. Немојте да мислите дека ние мислиме лошо за работодавците, ако кажеме дека по 2000 динари ние ќе им ги плаќаме како влада придонесите и ние ќе ги плаќаме тие 2000 кои што ќе им бидат дополнителен трошок. Немојте да мислите мислиме лошо за работниците, ако дел од тие работници кои што се во најголем број луѓе веќе во поодминати години, тие можеби не можат од само она текстилна и кожарска индустрија да најдат на друго место работа. И затоа тие луѓе и за онаа минимална плата која им се дава, седат на тие работни места плашејќи да не станат и тие дел од оние 300 и неколку илјади колку што ни се невработени лица во Република Македонија. За жал, она што вчера го слушавме, испаѓа дека предлог што ќе дојде од Социјалдемократскиот сојуз, каков и да биде, се дочекува на нож само заради тоа што некој на времето не донел таков закон, а сетете се дека и вие сте 6 години веќе во седма влагате, сега е донесен законот, ама дајте тој закон да биде применлив, дајте тие закони кои што ги носиме да не се носат со одложување. Она што им треба на Република Македонија, сигурно дека сме толку мал народ, сигурно дека можеме да изнајдеме сили, да барем оние што реално го создаваат приходот, оние што реално создаваат добивка во Република Македонија, на еден начин да им се помогне. Ние имаме шанса, имаме и време да размислиме да овој закон, барем денеска, ви рекол, најголемиот број од оние за кои денеска зборуваме, ќе бидат со овој закон, тоа се сигурно жените, бидејќи и во текстилната и во кожарската индустрија, најголем број на вработени се од тој пол.